некои закончиња донесени преку ноќ, без никаква консултација, ниту со нас, ниту со кого и да е друг. Никогаш има впечаток дека така, две-три неопитни дечиња се собрале, решиле да прават закони и потоа кога ќе им кажеме дека тие закони едноставно не може да се спроведат, велат, ама тоа е европската практика. А кога ќе побараме каде е таа европска практика, ние не најдовме, не знам, може би вие најдовте. И заради тоа мислам дека вашиот собир денеска е најдобар доказ дека овие луѓе нешто погрешно разбираат. Не се они тука да владеат со народот, туку се тие тука да го организираат заедничкиот живот. И заради тоа мислам дека треба да им порачаме и на овие, и на било која не народна, идна власт, дека нема да дозволиме тие да владеат со нас, дека суверенитетот е наш и ние им го даваме ним за да владаат за определен период. И доколку тоа не го свати било која власт, дека еве, вакви луѓе како што се вие и ние, повторно ќе се собереме и повторно ќе им кажеме каде им е местото. Во историјата. Се неува. Добар ден, УПОС, поздрав од Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија. Знаете, завчера подпишавме меморандум за заедничко делување и за соработка. И во тоа име денес сакам да ви пренесам поддршка од сите индустријски работници, рудари и ваши колеги под трудот. Денес навистина сте во импозантен број, ви честитаме на тоа, но замислите ако ги здружиме силите, колку ќе не има тука. Ајде! Работниците се работници, административни, индустријски, рударски. Трудот не обединува сите. И сите закони ни ги носат како овој вашиот. Без расправа, без почитување на мислењата на работниците, без почитување на мислењата на експертите. Има многу прашања по кои треба заеднички да се појавиме пред оваа бела куќа. Ова нека биде само почеток. Вие истрајте во вашата борба и секогаш кога треба да се викнеме едни со други на помош и заеднички да делуваме. Се најубаво. Вие повикуваме да одговорите на овие прашања. Дали вашиот игнорантски однос кон судската служба значи дека на оваа држава не треба независен, ефикасен и професионален судски систем? Јавно ве прашуваме, зошто не сакате преговори? Зошто не сакате закон донесен согласно процедура? Зошто не сакате да го слушнете гласот на вработените во судската служба? Затоа денес сме во олка голем број тука. Дали знаете дека судската служба, овие луѓе тука процентуално најголемиот дел од правосудниот систем, кој треба и мора да е столб на оваа држава? Крајно, дали вашиот однос значи дека за вас само вработените во извршната власт се важни, па деновиве им дадовте се? А ние, судската служба, сме луѓе кои на оваа власт не ја интересираат и со ваквиот однос се обидувате да не оставите настрана и да не замолчите. Критики од страна на меѓународниот фактор, упатени на адреса на правосудството, се резултат на лошите законски одредби, а не се како резултат на квалитетот на вработените во судската служба. Затоа ве повикуваме да го смените вашиот игнорантски однос кон нас и да не сослушате
бидејќи ние бараме само она што ни следува, што и заслужуваме. Очигледно оставањето во двата закони за јавна администрација и за јавниот сектор очигледно не обединуваат сите работени во администрацијата, во тој државен апарат. Следниот пат да се собереме сите тука заедно, да кажеме не за сите закони кои што се гласаат во скратена постапка и се лоши закони. Верувајте и нашата борба за законот за култура давање на Уставен суд до 2012 година ни помина сите иницијативи, но сега како што знаете со промената на составот на Уставен суд ништо не помина. Значи, во нас е силата во граѓанските здруженја, во правите вистинските синдикати, а синдикатите бизнисмени кои што седат во зградата на ССМ и СОНК нека уживаат уште малку во тој комодитет. Да не мислят плювалите дека ние сме плюва политички. Овие закони што просат да тебе судот и решава. А судот се дира во хода. Од 96 година намаха како тоа.